Ниту во една колективна дисциплина не сме стасале на толку високо место како во економската. Неверојатните незабележани успеси се толку значени што сигурно пловиме кон врвот. Иако барем засега не може, а да не бидеме задоволни со бронзата на европско. Растот од 3,8% е еден од највисоките во последните неколку години. Во споредба со земјите од регионот и од Европската Унија, согласно податоците за третиот квартал 2025 година, Македонија е на третото место по раст на БДП, при што повисок раст е забележан во Ирска и Данска. Овие податоци може различно да се интерпретираат, но звучат привлечни и се вистински магнет за работната сила, особено онаа од надвор. Сите поитеа кон Македонија, новото градежно Елдорадо, и тоа засега само на потегот кон Охрид. Во овој момент има 2500 вработени, од кои 2200 се странци, не се од Македонија. Главните изведувачи се странци, не се од Македонија. А главните подизведувачи треба да прашате кои се, затоа што е тајна. Ако се кријат подизведувачите, тогаш зошто да не се пикне под тепих и новото предновогодишно заборчување од 30 милиони евра? И тоа преку една од деловните банки. Никој не чул, никој ништо не видел. Владата обично своите потреби ги алиментира преку издавање на државни харти од вредност. Ова е веќе директно задолжување на владата од една од деловните банки во државата. На кој начин е тоа направено не ми е познато, но индикативно е, според мене, тоа зборува дека состојбите во државната каса баш и не се така розови како што сака владата да ги прикаже. И покрај тоа што никому не е јасно зошто, важно е да се шири мир и спокојство. Работите се под контрола и таа позитивна енергија мора да допре до јавноста. Она кое што е важно, секој што не гледа, е дали државата ги плаќа на време своите обврски кон сите. Да, ги плаќа. Добро, баш и не е така од тип. Прв пат откако постои, скенирањето на фискалните не беше исплатено во законскиот рок. Оправданието е прифатливо. Криви се тие, што го вовеле. Не можете вие да очекувате 7-8 години да не се надгради ништо во управата за јавни приходи и после токав период вие да очекувате наеднаш сега да биде секако што треба. И на крајот, нема потреба од секирација ниту за пензионерите, особено ако со истоимениот фонд управуваат квалитетни кадри. Пензиите и понатаму забележувам дека социјална и така натаму пензиите се економска категорија. Никогаш не биле социјална. Пензискиот систем апсолутно не е економска категорија. Концептот на пензискиот систем во Македонија е социјално солидарна категорија. Вие зборувате за мешан систем, точно е, но Македонија не применува таков. Што е важно дали е мешан или не мешан? Постои систем, додуша со неколку дупки во фондот, ама изгледа и во знаењето.